Добар ден, почитувани, започуваме новата Телма амбуланта. Овој петок емисијата ја реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Уринарната инконтиненција, позната како неволно испуштање на урина, е непријатен здравствен, но и социјален проблем со кој се соочени милиони жени во светот. Почесто се јавува кај повозрастните лица, но исто така и младите жени може да имаат ваков еден проблем. Зачистеното уринирање пак исто така е упорен проблем кој што може да го наруши квалитетот на животот кај жените и нивните нормални дневни активности. За сето ова подетално од разговорот со професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист урогинеколог од Центарот за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија во Жан Митрев клиник. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Жените често пати се жалат на пецкање, непријатност, па и болка при мокрењето, една состојба која што е позната како циститис. Зошто толку често овој проблем е присутен кај женската популација, пред се кај оние кои што се сексуално активни? Да, право сте. Постојат многу причини кои што објаснуваат учесталото појавување на вакви проблеми кај женската популација, без обзир дали се работи за помлада или повозрастна популација. Треба да знаеме дека присуството на вагината, вагиналниот секрет, кој што е многу близко до завршниот канал на мочниот меур, е во стална комуникација една со друг и прави пренос на бактериите. Кај повозрастна популација постои така наречена каренца на хормонска недостаток, каренца која што доведува до атрофични промени. Атрофичните промени имаат реперкусија и последици во тоа што ткивото околно се слабо исхранува, почнува да се заменува својот квалитет, а со тоа има промената моќ на бешиката, односно на мочниот меур, станува се помала и помала. Учесталите појави на цистит кај популацијата женска, доколку не се излечат во првиот акт, кога ќе биде диагностицирана, доведува до така наречени рецидивантни повторување на циститот и тој станува, да речам, многу потешко ерадициран, односно исчистен од мочниот меур со обзир на тоа што се јавува така наречена резистенција, односно отпорност на бактериите кои што го предизвикуваат. Најчест предизвикувач во нашата средина и воопшто во популацијата е Ешерихија коли, една бактерија која што е податна за третман доколку тој се почне на време и се изведе адекватно со доволна количина на препарат на кој што бактеријата е сензибилна и после тоа се направи проверка дека третманот бил успешен. Тука настанува најчесто промашување, да речам, на комплетниот третман, кога ќе се земе терапијата и потоа не се проверува дали третманот бил задоволителен, односно дека настанала санација на циститот. Иначе сакам да спомнаме нешто ново што е така релативно ново и што во последно време во литературата се среќава. Вакви рецидивантни повторувачки цистити кај женската популација прават до пореметување на вагиналната флора. А вагиналната флора е изузетно здрава, важна за здравјето на вагината. Односно за здравјето и на грлото на матката кој се наоѓа вагината. И сега постојат 2-3 студии, последната беше од Кина, а Кина надасувам, тоа е значи голема популација, голем број на испитаници, каде што најдено дека ваквите чести цистити, пореметувајќи вагиналната флора, доведува до јавување на разни неоформации. Неоформација подразбира во медицината појавување на разни тумори. Може да се бенигни, може да се малигни и така натаму. Тоа значи може и канцерогено, некој заболување да се добие на матката доколку има жената чести циститис? Во крајна инстанца да, тоа не мора да значи дека ќе се, али еве постојат веќе неколку студии, па ќе нагласам оваа која што е работена над 400.000 испитанички, дека потврдила појава на некој вид на тумор. Значи, па ќе повторам, не мора да е малигн, може да е бенигн, може да е полив, може да е било што. Тоа треба да се има предвид и е многу важно да практично терапијата биде адекватно спроведена, целосно спроведена, значи не она 2-3 дена ќе земам ја на свое, па ќе пробам со нешто на природна база и така натака. Најчесто кинолонски препарати го решаваат проблемот со обилна диуреза, тоа значи обилно количина на течности. Да се конзумираат, да се пијат и да се плакне всушност бешиката со чести мокрења. Токму тоа, да. Исто така, жените понекогаш се жалат
на неволно истекување на урината при смеење, кашлање, кивање. За каков проблем се работи? Сега вака, ја да ви го објаснам тоа, би сакал малку да подсетам сите што го знаеме многу добро, но не се концентрираме на тој податок. Значи, човекот се раѓа со несознание за контрола на бешиката. И во текот на првата година физиолошки е да тоа сознание се формира и да почне да се сигнализира јавувањето на потреба од празнење на мочниот меур. Тоа е еволутивен придонес за консеквентна, здрава, функционална нервна стимулација на мочниот меур. Во текот на животот, тоа стимулација е позитивна и негативна. Сакам да го тоа објаснам малку поедноставно. Значи, постојат неколку центри кои што даваат позитивен сигнал за празнење и неколку центри кои што го инхибираат истиот сигнал со цел да истото празнење на мочниот меур настане во социјално и хигиенски адекватни услови. Тоа е суштина со која што треба да се појде во размислувањето. Сега конкретно за прашањето, за да се одржи мочниот меур во една состојба на мир, што се вика комплианс медицински, значи тоа е мускулен орган кој што кога се полни треба да предизвика чувство на полнење, али да може да биде одложено тоа чувство на празнење. И за таа срка, значи за таа цел помагаат повеќе механизми, повеќе невролошки моменти кои што доведуваат до така наречена акција на затварање во моменти на кашлање, како што рековте, во моменти на кивање, во моменти на физички напор, некогаш во моменти на сексуални односи, така наречено момент кога доведува до зголемување на интраабдоминалниот, односно интрапелвичниот притисок, се активираат тие механизми, ние ги викаме сфинктерни механизми, механизми кои го затварат мочниот меур и одржуваат континенција, односно спречуваат неволно истекување на мочниот меур. Тоа се мали количини кои баш коинцидираат со моментот на зголемување на интраабдоминалниот притисок и во медицината познат како стрес инконтиненција на урината. Постојат повеќе степени, градации на тежина на болеста и во најголем број случаи може да се проба, доколку се работи за првиот степен, значи на најлесниот степен, тоа така наречено повремено губење на мокрача, да се проба со зајакнување на мускулатурата на карличното дно. Познати се тоа кај луѓето веќе, некои ги викаат кегелови вежби од различен карактер, со тоа што тие имаат лимитирана можност да го излечат, едноставно може би да го подобрат, односно да го проречат губењето на неволно истекување на мочниот на урината во моменти да зголемен интраабдоминален притисок, кај првиот степен на инконтиненција. Вториот и третиот степен захтеваат да бидат третирани. Требаат за третманот е хирушки. Денеска имаме, применуваме една многу модерна, софистицирана технологија на така наречено минимално инвазивна хирургија, значи се работи со еден минимален 7-8 мм рез на вагината, предниот зид на вагината и се поставува полипропиленска, не викаме мултипорна трака, која што го имитира сфинктерниот механизам, практично допринесува да во моменти на зголемениот притисок го затвара мочниот меур и одржува континенција. Операцијата е изузетно, да речем, лагодна за пациентите. Траката останува, сфинктерот останува перманентно инкорпориран во телото, нели? Истиот ден или веќе утрената може да напушти болницата, се изведува со анестезија и така да имаме најдобри резултати. Мислам, огромен број на такви интервенции се направени во нашата, во мојата пракса и да ви кажам дека резултатите се компарабилни со светските резултати што се реферираат за овие интервенции на микроинвазивна хирургија за решавање на стрес инконтиненцијата на урин. Тоа е се популарно во светот. Може ли да разрешиме една дилема која што е поврзана со стрес инконтиненцијата? Многу жени веруваат дека е нормално жените да испуштат урин, односно се подмочуваат откако ќе родат. Еве да го погледнеме тој телоп, вистина или заблуда, кој што гласи подмочувањето е нормална работа за жените кои што родиле. Дали ова точно? Сега, тоа е една тема која што јас на времето бајги го поприлично го евалуирав и го дискутирав. Знаете, не е нормално, затоа што после првата година, ако губите неволно мокрача, веќе спаѓа во патологија.
Значи, после првата година или година и пол од раѓањето, имаме различни степени на градации на тие патологии што настануваат, посебно некои возрастни луѓе. Без обзир на тоа дали пациентката родила или не родила, се разбира по поминување на периодот од леунство. Еве, за период на леунство можеме да толерираме и да пратиме како ќе се одвива состојбата со континенцијата на пациентката, односно на жената родилка. Треба да се нагласи дека се правени такви испитувања и тоа сте вие во право. Сваќајќи тоа за нормално и за прифатливо, многу пациенти живеат со тоа. И тоа допринесува до губење на квалитетот на живот. Знаете, мokraчата содржи киселина, урична киселина. И таа киселина прави локална надразба и на кожата, да не зборам дека урејата предизвикува мирис кој што е многу непријатен и кој што со текот на време се усталува не само во овие вешот кој што се употребува и кој што се носи, него и на кожата. И така да сме има пациенти кои што доаѓаат со рагади, кои што доаѓаат со да речем рани, со промени на кожни промени, поради тоа често влажање од урината. И од друг аспект, апсолутно е нехигиенски и неприфатливо да се прифати таков живот во денешно модерно време, кога постои ваква минимална хируршка интервенција. За решавање. Да им дадеме простори и на гледачите доколку сакаат да се вклучат во програма. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Тилма. Одговори ќе добиете од професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист урогинеколог од Жан Митрев клиник. Професоре, некои жени пак понекогаш имаат ургентна потреба да уринираат, не може да задржат мокрачата и на патот кон тоалетот се подмочуваат. За каков проблем пак сега станува збор? Еве сега, затоа ви го презентирав моделот на функција, односно така популарно објаснет функцијата на мошниот меор. Значи, еден момент беше во текот на зголемување на интраабдоминалниот притисок да се затвори мошниот меор и да се одложи, односно да не дојде до неволно истекување. И вториот момент е она негова комплијанса, односно негова дозвола да се полни со урина од бубрезите, а да не довизува до контракција. Тоа се регулира со нервниот систем. Значи, мошниот меор е богато снабден со нерви од двата нервни системи кои се аутономни системи. Парасимпатикус и симпатикус се викаат во медицината и тие го одржуваат тој баланс да мошниот меор одржи и моментал на мир, да го наречам така популарно, како би го разбрале поедноставно. Тој моментум на мир овозможува адекватно празнење на мошниот меор во временски дистанца. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно, затоа што пациентки кои што се јавуваат со така наречена ургентна инконтиненција губат квалитет на сон, губат квалитет на ден, на живот, на активност. Имаме пациентки кои што во текот на денот не можат да патуваат од едно до друго место затоа што се плашат дека имаат потреба за уринирање кое што не можат да го одложат. Значи збориме за невролошко пореметување. Почесто можам слободно да ви кажам дека се јавува кај пациенти кои што се обезни, кои што имаат дијабет и кои што имаат некој друг метаболен пореметување метаболно. Овие пореметување на функцијата, невролошката функција на мошниот меор е еден голем пакет, да речам, од проблеми, кој што точно причина не можеме да ја најдеме, односно невролошкото испитување не би нашло причина да се конкретно посочи за каков проблем се работи. Најчесто се работи за дискомфорт во пролазот на нервите од лумбарниот дел на кишената мождина. Али тоа е многу општо објаснување, како да ви го објаснам, тоа е многу така. Тоа се така наречени ургентни инконтиненции. Постои една друга група на исти такви проблеми, значи ургентно мокрење, ургентно празнење на мошниот меор, не само мокрење, него ургентна инконтиненција, која што има за подлога невролошко заболување. Тие се така наречени неврогени бешики, неврогени мошни меори, кои што се третираат како консеквенца, како последица од невролошкото заболување. И двата типа на овој проблем, значи проблем ургенцијата и инконтиненција има два големи пакета, да ги наречам, на проблеми. Денеска ги третираме со терапија медикаментозна, која што е најчесто парасимпатиколитика, мада сега на пазарот имаме и нови препарати кои што во комбинација со
алфа-симпатик алфа-симпатик рецептори ги стимулираат адекватно нервите да одржат мирноќата на празнење на мошниот мир. Значи да дадат адекватно комфортабл, комотно време за да се тој испразни. Сакам да напоменам дека често пати кога ќе се мошниот меур наоѓа надвор од својата позиција во малата карлица, односно на предниот зид на вагината, каде што е нормалното место, доаѓа до овие пореметувања, пошто архитектурата на нервите кои што го снабдуваат се пореметува. Во исто време се пореметуваат и суптилните крвни садови кои што го снабдуваат мошниот меур и доаѓа до тоа пореметување на снабдувањето, односно на нервната циркулација, која што го овозможува тој мирен тек на празнење на мошниот меур. Препаратите се достапни лесно во Македонија и често пати некој ќе извршиме корекција на позицијата на мошниот меур, onda доаѓа до многу големо подобрување на ургентната состојба кај пациентот. Имаме гледач на линија кој што очекува вклучување, кој што сака да постави прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. На возраст сум од 66 години, имам проблем со ноќно мокрење. Се случува по 3-4 пати ноќе да ме буди потреба од мокрење, што iscrpува и нездрав сон. Дали може докторот нешто да ме посоветува? Така, значи навечер имате потреба за уринирање, неколку пати во текот на ноќта станувате за да уринирате. Ви благодарам за прашањето. Да, ова е честа појава. Ова е честа појава, посебно кај повозрастните. Знаете, кај повозрастните пациенти, било мажи, било жени, мрежната функција се потенцира во текот на ноќта и настанува поголема дренажа, да речем, на вишокот на течности во циркулацијата. Иначе, треба да се провери, прво да се исклучи дали постои некој инфект, било на мошниот меур, односно на мокрачата, onda се види степен дали се работи за повозрастен пациент, па има степен на атрофија кој што иритира мошниот меур. Onda имаме пациенти кои што пијат разни диуретици, као комплементарна терапија на хипертензија и на други кардиоваскуларни заболувања, па тие во текот на ноќта стануваат потенцирани и го потенцираат тоа празнење на мошниот меур. Значи треба да се направи едно преглед, да речеме, или испитување кој што ќе даде одговор. Непријатно е, знаете, кога се губи мирен сон, onda има други последици во општото здравје на пациентите. Кога ќе се наруши сонот, се нарушува велат и здравието. Апсолутно. Имаме уште еден гледач кој што очекува вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Вака сега информација од лекарот да ми каже за инконтиненција која што е невролошка, имам мултипла склероза, имам проблеми со сфинктерот и со немалното мокрење за задржување на мокрачата. Пиев едни лекови кои што ги има само во Грција, но по одредена доза се чувствува како сувост во грлото и тие не се доволни. Сега една информација до докторот, решение. Така, ви благодарам за прашањето. Да, јас колку што слушнав, пошто има некој ехо во слушањето на прашањето со мултипла склероза, спаѓам во групата на невролошки неврогени бешики, мошни меури, и терапијската ефект на овие препарати, токму тоа што го кажа пациентка сувоќана која што го чувствува. Тоа се тие мали сайд ефекти или странични ефекти на терапијата, што на некој начин може да се и поднесат, затоа што веројатно ординираната терапија е таа што е за неа адекватна, јас колку што разбрав. Знаете, мијастенија гравис е комплексно заболување и бара паралелни третман не само на мошниот меур, и на другите функции кои што се засегнати со болест. Професора, имам уште едно прашање кога станува збор за ургентната инконтиненција. Некои велат дека чувствуваат таква ургентна потреба за уринирање кога ќе излезат на студено. Може ли студот да предизвика таков проблем кога стоиме боси на студени плочки и слично? Па така викаат пациентките, да ви кажам, има објаснување повторно со нервната иритација. Нели, нервите реагираат на студеното со тоа што настанува вазоконстрикција, значи настанува стеснување на крвните садови
Они тоа го бележат и го трансмитираат на целиот сплет. Како да ви го објаснам, значи целиот мочен меур е мускулатура испреплетена со мрежа на неурони, мали неурони, поголеми неурони кои што формираат јазли или центри и тие преку кишевата мождина, значи преку медула спиналис идат во големиот мозок и таму го централно регулираат тој мир, да речам, на празнење и на континенција. Значи тоа квалитетот на мускулниот орган, да речем бешика, мочен меур, да се наполни и адекватно да се испразни со почитување на сите хигиенски, социјални и здравствени норми. Професор, уште еден гледач очекува да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Јас сум на 75 годишна возраст. Имам проблем, диабетичар сум со висок крвен притисок, пием лекови са бајле навечер и имам инконтиненција. Без на клиника горе ми направија уринодинамика со диагноза мешовита инконтиненција. Тоа беше у декември. Докторка ми препиша некои лекови, меѓутоа, бидејќи имам голем сад да не должам многу, мислим да не причам, имам проблем ноќе, значи станувам, немам сон никаков и може по 5-6 пута, значи ноќе устаjem. Дење не толку, али ноќе нон-стоп. Нема спиење. Сакам да прашам како докторе да дојдам ја до вас, оти до сега ништо немам преземено. Од гинекологија, од државна болница ми препиша некои лекови кои беа исфрлени. Ја добив уште поголеми отоци, прекинат и од тогаш јас сум све со памперс. Ме интересира како можам да дојдам до кај вас, да се прегледам и да го решам проблемот. Ви благодарам за прашањето. Професоре, како може се закаже преглед кај вас? Па, на болница Жан Митрев, клиника Жан Митрев, имаме два телефони кои што вие веројатно ги имате, може да ги дадете на пациентката. Така. И преку инфо ќе се добие термин, точно на тој термин ќе биде примена пациентката. Иначе ова пациентка реферира баш така наречена мешан тип на инконтиненција. Тоа е прилично често, она сама спомна многу фино, ме зададе дека има диабет, дека и даде терапија, дека правила уродинамика. Само да објаснам, тоа е еден метод на мерење на интравезикални притисоци во моменти на полнење и интравезикален и интрауретрален притисок во моменти на празнење. Сега не би јас тоа го елаборирал повеќе, да речеме... Така, млазот на урината предпоставувам дека се испитува, така? Да речеме популарно како го на пациентите, пациентките викаат како ЕКГ на бешиката. Така. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Продолжуваме со денешната телма амбуланта, зборуваме за неволното испуштање урина кај жените со професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист урогинеколог од Жан Митрев клиник. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот концепт. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали ме слушате добро? Да, одлично ве слушаме, повелете. Добро. Вака, имам 72 години. Сум имала страшна контрола на мокрењето, никогаш проблеми, кога ќе стасам во денот и кај имам можност таму. Меѓутоа, во текот на последнава година немам болки проблеми, ништо, ама имам пореметување на уринариното. Одам, например, имам потреба за урина, одам у ВЦ, испуштам малку урина и нема повеќе. А ја осеќам дека има. И седам, чекам. Па по некој време па потекува малку. Па седам, па по некој време па потекува. И на крајот со напоњ па дотекува тоа што има. Мислам дали докаде текува до крај не знам, али со напоњ колку што има го исправувам со напоњ. Што може да биде тоа? И како, не сум отидена на лекар, како ми се појави така, а гледам се повеќе и повеќе. Така, ви благодарам за прашањето. Повелете, докторе?
Да, значи ова е една голема група на пациентки каде што постојат проблеми со дислокација на урогениталните органи. Значи тоа малку да го објасниме повеќе, затоа што во интимна позиција, топографски, во малата карлица се мошниот меур, каналите, односно уретерите кои се доаѓаат до мошниот меур, изводниот канал што се вика уретра на мошниот меур, вагината, утерусот, значи матката и дебелото црево. Тие заедно учествуваат во композиција една која што го формира завршетокот на карличното дно. И секое поместување, губење на позицијата на било кој од тој орган го реметува функцијата на соседниот орган. Затоа што органите во нашето тело се на сите можни начини или на нешто подпираат, или на нешто се закачени, или за нешто под нешто висат. Значи, ние висат збориме за лигаменти, кога се подпираат збориме за така наречени фасции. И сега во случајот, кај пациенткава конкретно и кај голем број на пациенти, постои пореметување на статиката на мошниот меур и на гениталните органи, или постои некој степен на пролапс, го викаме тоа, нели, на гениталните органи, каде што учествува и мошниот меур, и тој, по таа дислокација, прави една зона која што не може да се празни нормално, која што не може спонтано да се празни со самата контракција, со самото празнење на мошниот меур, него треба дополнително да се даде да настане. Значи, пациентката треба да дојде, треба да се евалуира клинички, да се види дали и кој степен на спуштање на соседните органи го постои и да се тоа реши како би се целата таа структура довела во нормална позиција и функцијата би се тогаш изрегулирала како што треба. Често пати жените сметаат дека проблемот со подмочување може да пројде само од себе и неволно зборуваат дека имаат ваков проблем, неволно бараат и лекарска помош. Може ли да помине само од себе овој проблем? За жал не. За жал не. Сватете го тоа како да постои, да речеме, хернија, како да постои кила која што со текот на времето ние сме сите подложени на земјината тежа и таа станала се појака и поинтензивна. Во случајот тоа се однесува на затварачот, на сфинктерот на мошниот меур. Од друга страна, нервите сами од себе не регенерираат доколку не им дадете подобра исхрана и не ја доведете во подобра позиција, нивната позицијата на зидот на мошниот меур, каде што нервите ќе си ја вратат полека својата функција, затоа што нервите работат со трансмисија на импулси. Импулсите, ако ги пореметите во трансмисијата, добивате пореметена функција. Значи, за жал, само од себе не се поправа тоа. Тоа е, го слушаме многу пати од пациентките, па да пробам уште малку, па да видам дали можам да... Ја рекам, кегелите вежби можат да зајакнат дното на карличното дно, на пелвисот, на карлицата, со тоа што ќе спречат нагло дислокација на нарните и на гениталните органи. Така, колку епизоди на неволно испуштање урина би требало да имаме? 1, 2, 3, 4, за да се јавиме на лекар? Има ли некое правило? Не, ниједна не би требало да има. Знаете како тоа се... Значи, веднаш штом се јави проблемот, треба да се побара лекарска помош. Би било идеално. Тоа би било идеално да се побара веднаш преглед барем да се направи, по кој што ќе се диагностира дали постоја нека причина или да речеме може да се деси да биде инцидент, кој што нема да се повтори. Имаме уште еден гледач. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се работи, ве поздравувам прво во студиото. Ви благодарам. Се работи за млада женска особа од 38 години, диагностицирана му е неурогена бешика. Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. До сега бев јасен? Да, бевте јасен, може да продолжите. Така. Сега, направена е уринокултура. Намалете го тонот на телевизорот и со нас комуницирате преку слушалката. Ќе ве замолам во интерес на времето, бидејќи имам уште многу малку време. Добро, значи уринокултура, тумор маркери и крвната слика се негативно. Така? Така, сега ве интересира што би можело да се направи? Сега прашањето ми е како дојде одеднаш
еден ваков проблем. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Молам, пријатно. Пријатно. Професор, поведете. Малку ни соскудни податоците, али добро, па може, зашто? Ако се работи за млада жена, она може би има раѓало, ако било вагино на раѓањето и така натака. Значи, генерален совет, еден преглед да се направи, урогинеколошки, ќе се констатира позициите, ќе се констатира функцијата на мошниот меур, па може да се препорачат и дополнителни испитувања. Веќе ја спомнавме, нели спомнавме уродинамиката. Ќе видиме дали има индикации или нема индикации. Добро што направиле уринокултура и тоа сите други испитувања би било убаво да ги понесат кај мене, да ги погледам и ќе се договориме што би било најадекватно за понатамошен третман и евентуална солуција на проблемот. Постои ли некое суверено правило за дијагностика? Ве споменавте уродинамика, потоа уште некои методи. Кој метод е најдобар за дијагностицирање? Дали понекогаш е доволно и со разговор, преку разговор со пациентот да утврдите за што се работи? Токму тоа сакам да ви го кажам, пациентките со инконтиненција, било кој тип, изузетно добра анамнеза даваат. Затоа што ги во многу штетува квалитетот и моделот на живот. И од тоа веќе поаѓа иницијативата, односно поаѓа првиот базичен став према решавање на проблемот. Потоа на тоа се надврзуваат различни испитувања, општиот здравствен статус, онда рековме за позицијата, односно за статиката, на уринарните органи, на гениталните органи, за историја во однос на порамешни пореметувања, операции, дали се работи за некој интернистичко заболување, онда кој третман медикаментозен го прима. Многу медикаментозни препарати кои што се примаат за хипертензија, за други заболувања, имаат реперкусија во функцијата на мошниот меур. Мошниот меур е едно изузетно орган кој е изузетно добро снабден невролошки и ефектите од такви хемикали, односно такви медикаменти, може да бидат дадат реперкусија и во мошниот меур. Често пати тоа го нагласувам, и пријаска го спомнав, мислам дека пациенти кои што земаат диуретици имаат често мокрење и тоа често мокрење некогаш открива и скриени окултни моменти на инконтиненција, обично на стрес инконтиненција. А потребно ли е жените да водат некаков дневник за мокрење? Да водат сметка колкава количина течност испиле во текот на денот, колку пати во текот на денот отишле во тоалетот? Треба ли да пијат помали количини на течност во текот на денот? Советувате ли некои такви пристапи? Да. Значи, кај ургентната инконтиненција, покрај медикаментозниот третман, ние често пати бараме така наречен да води дневник на уринирање. Тоа е за да се тера пациентката самоволно, аутогено, како има и име овој тренинг, се вика аутогенни тренинг, за постпонирање на празнењето на мошниот меур, што заедно со терапијата медикаментозна допринесува да тој размах меѓу две празнења на мошниот меур постепено се зголемува. Тоа е многу важно да се потенцира, затоа што вакви пациентки толку често ја празнат бешиката, што мускулатурата на мошниот меур, која што е главна во празнењето на мошниот меур, која што дава притисок за евакуација на мошниот меур, станува се помало капацитет, значи станува се помала капацитет да прими мокрачан, односно се намалува вискозитетот, односно се намалува комплијансата на мошниот меур. И тогаш бешиката станува мало волуминозна и она се почесто и почесто тоа е еден циркулус вициозус, врзан круг, и ние со такви диари, со такви дневни забелешки на мокрење, предизвикуваме да она аутогено ги постпонира по пола саат, меѓу две мокрена, па потоа по саат, и тоа помага многу заедно со медикаментозната терапија кај ургентните инконтиненции и неврологените инконтиненции, односно неврогени бешики. Во случај кога е неопходно хируршки да се интервенира, од што зависи дали ќе биде одбран абдоминален или пак вагинален пристап на решавање на проблемот? Да. Во најголем број случаи, кога се работи за стрес инконтиненција, во која е инкорпориран и некој степен на генитален или уринарен спад, значи некој степен на пролапс, вагиналното решавање е златно правило. Тоа е голд стандард за решавање, како што спомнав, со микроинвазивна хируршка техника, каде што се по вагинален пат решаваат сите проблеми, како на спадот, така и на инконтиненцијата.
Во случај кога постојат формации, било на утерусот, било на овариумите, било на тубите, во таква природа, кои што се поголеми и кои што не може трансвагинално да се решат, тога се решава истиот проблем кој абдоминален рез, со отварање на абдомен, каде што се евакуира, се ампутира тој орган кој што е заболен и се подига бешиката со така наречени техники на трансабдоминално подигање на бешиката и потпора на незината континенција, односно се решава инконтиненција. Такви техники се применуваат во случаи кои што се индицирани. Не е проблем, значи така и така може да биде решен проблем. Имаме уште еден гледач кој што очекува да постави прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам за ешерихија коли во урината. Значи, имам 28 години, тоа се случува од мои 18, да речеме 19 години. На почеток ја имав еднаш годишно, потоа 2-3 пати, се почесто и почесто. До сега кај 3 уролози сум била и секаков тип на антибиотик имам пробано. Ќе се исчисти моментално, после тоа пак се враќа бактеријата и сега сум до ситуација кај што додека сум на антибиотик е добро, после тоа пак бактеријата си се враќа. И сега моментално со чаеви пробувам да го решам проблемот, бидејќи антибиотикот очигледно веќе нема некој траен ефект. Така. А имате некакви симптоми при тоа? Да, симптоми, често мокрење, така, печење, мирис на урина. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорот нешто напомена околу ова на самиот почеток, но може уште еднаш да дадете насоки на нашата гледачка. Така, ова го веќе зборевме, знаете, кога ќе настане колонизација на мошниот меор, епител на мошниот меор, има ресички, морам да зборам народски вака, ресички кои што имат крипти. Криптите се долниот ивица на ресичките. Таму се колонизира. Најчесто ешерихија коли во ова географско подрачје во нашата земја и во околина. И таа со тек на време, доколку не се спазува режимот на добро тераписки третман од своите колонии кои што ги окупира, може да се размножи и да се рецидивира. Тоа го зборевме, затоа е многу важно да примарниот диагностика на цистит, на воспаление на мошниот меор биде коректно истретирана и проверено дека успешна терапија. Тоа 90% се промашува, значи втора урина култура јас се чувствувам подобро и веќе не правам ништо. Тоа е најчестиот одговор. За жал, тогаш настануваат тие колонизации и кои што захтеваат и локални испирања некогаш се прават. И така натака има тоа веќе влагаме во многу покомплициран модел на третман. Така, и сосема на крај, што се третира во Центарот за урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија во Жан Митрев клиник? Да, значи генерално третираме сето ова што го спомнавме, значи решаваме сите типови на инконтиненција, онда сите типови на пролапс на гениталните органи, но не само тоа, знаете, имаме и пациенти кои што доаѓаат со тумори на гениталните органи, било малигни, било бенигни. И тоа бидат третирани овдека на ист начин со сите можни современи методи кои што ги пружа нашата болница и кои што имаме стварно идеални услови за решавање на гинеколошка проблематика од општ карактер. Посебно посветуваме внимание, нели се разбира, на пациенти кои што имаат втори или трет пат рецидиви на проблемите. Тоа се така наречени хронични или рецидивантни проблематика од секој аспект, било да се работи, пак ќе повторам, за урогинеколошки пациенти или се работи за пациенти со различни проблеми на гениталните органи, од малигни, бенигни, ендометриози и многу често имаме пациенти кои што се жалат на потенцирани крварења, пролонгирани крварења и така натака. Значи, општо прифатлива гинеколошка третман го добиваат во Центарот со најсовремена методологија и апаратура. Така, значи сите жени кои што имаат проблем со неволно испуштање на урина, навремено да се јават на лекар, има начин да се реши проблемот, бидејќи тој сам од себе нема да замине и нема да се реши проблемот на таков начин. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, ни беше задоволство што бевте наш гостин.
И мене благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гледајте не секој работен ден во 13:45, секако на телевизија Телма. До гледање.